Почитувани, дезертерот Ковачевски отворено призна дека додека бил заменик министер за финансии е исплаќана државна помош од владата и Фитер на Pixel Group, фирма основана од него, а сега во посет на неговиот кум, со изговор дека тоа не е спорно за него. Но тоа што за Ковачевски не е спорно, се вика судир на интереси, изрично забрането и според Законот за спречување на корупција и судирот на интереси. Имено, во членот 72, ставот 1 од Законот, стои дека службеното лице во текот на вршењето на позицијата е должно да внимава на потенцијален судир на интереси. Како? И да превземе мерки за негово одбегнување. Дезертерот Ковачевски во периодот од 2020 до крајот на 2021 година е заменик министер за финансии, период во кој се извршени исплати во висина од над 300.000 евра кон Pixel Group, дел од владата, дел од Фитер. Постои сериозна опасност истиот да влијае врз таквите одлуки. ДКСК да не молчи и да постапи во однос на представката која ВМРО ДПМН ја поднесе за Ковачевски во аферата Броило, тешка 26 милиони евра. Дезертерот Ковачевски е централна фигура во аферата Броило, а Pixel Group, основана од него, е фирмата околу која се вртат сите пари. Pixel Group е фирмата која ги произведува панелите кои KMG EOL Квазар на кумот Паунов ги монтира. Меѓу големиот број на сделки на KMG EOL Квазар се и 2 милиони евра државни тендери добиени откако е СДС на власт и договор со ЕВН во висина од над 2 милиони евра. Pixel Group, основана од Ковачевски, понатаму е и фирмата која заедно со ново формираната бугарска фирма гради фабрика од 54 милиони евра во Тир Стетово. Фирма која, како што пишуваат медиумите, ќе преговара и за државна помош. И сето ова, од отварање на фирмата во Тир Стетово до почеток на инвестицијата се случува откако Ковачевски е премиер. Само за подсетување, Тир Стетово е зона со даночни и царински поволности и ослободувања, кои се регулирани со посебен закон. Ако ова не е судир на интереси, тога што е? ДКСК да не молчи. Предвремената амнестија која се обидува да му ја дадат на дезертерот Ковачевски пропадна во вода. Самиот призна се. Единствено правилно е сега да постапат согласно закон и да утврдат судир на интереси, а Ковачевски да си поднесе оставка. Ви благодарам. Прашања? Благодарам. ВМРО ДПМН како конструктивна партија понуди помош. Понудивме ситуации како да се дојде до поевтини енергенси. Се со цел народот и стопанството да не го почувствуваат ударот од кризата премногу. Останува власта да реализира. Истовремено понудивме 5 мерки кои ќе ја подобрат состојбата и кои ќе го амортизираат ударот. Имено предложивме неработниот ден недела да биде работен, затоа што во тој ден има големи вишоци на струја кои се поевтини. Предложивме цената на електричната енергија која што ќе ја плаќаат компаниите, а која што е над цената на регулираниот пазар, половина од таа разлика да ја превземе државата. Предложивме викенд без ДДВ за основните прехранбени производи, за да можат граѓаните да се снабдат по поевтина, по цена пониска и да не удираме со ДДВ врз стандардот на граѓаните. Предлагаме интервенција во Законот за личен доход и таа иницијатива најавуваме дека ќе ја поднесеме до Собранието во текот на оваа или следната недела, со која што ќе се одложи скалестото оданочување. И за крај, предложивме и мерка за да се стават на располагање на стопанството пари од банките со што ќе помогнат ликвидноста на компаниите, а работните места ќе бидат сочувани. Ви благодарам.